Немам намера да ги чекам партиите бесконечно да се договорат кога ќе се одржат претседателските и парламентарните избори. Доколку тоа не го направат до нова година, тогаш настапувам јас, изјави претседателот на собранието Талат Џафери. Уставна и законска надлежност и обврска е моја да водам сметка за термините за спроведување избори кои што би биле во рамки на уставните рокови и законските рокови. А тоа се по однос на претседателските избори натре последните 60 дена од мандатот, во еден ден треба да се гласа, а имајќи предвид дека се два круга, треба да се води сметка кога ќе почне првиот круг, кога ќе биде вториот круг и евентуално треба да се води сметка за повторување на поедини места од вториот круг повторување, доколку хипотетички ќе можат да влијаат резултатите на конечниот исход на изборите. Во однос на датумот за парламентарните избори, Џафери потенцира. Парламентарните избори треба да се спроведат во рамките на последниве 90 дена од мандатот, пак доколку имаат согласност кој ден ќе биде гласањето, тоа е работа, доколку се согласат во ред, доколку не, настапуваат моите обврски и овластувања, затоа што ја не можам да се раководам по однос на одлуки на партиите, дали ќе има или ќе нема консензус. Договорот за изборниот датум се уште е во неизвестна позиција, бидејќи ВМРО ДПМН упорно инсистира вториот круг од претседателските избори да биде во ист ден со парламентарните. Мицкоски ова го образложува со заштеда на околу 10 милиони евра, но и помало малтретирање на граѓаните. Да се постигне консензус околу датата за изборите и на еден трошок, да не ги оптеретуваме граѓаните со двојни трошоци, да организираме и претседателски и со вториот круг на претседателските парламентарни избори. Од друга страна, веќе станува очигледно дека најизвестни се два изборни циклуси во период од 6 месеци, на што очигледно инсистира актуелната власт.